Светскиот ден на човековите права го одбележуваме 77 години ред. Зошто? Затоа што на овој ден од 48 година Обединетите нации ја донесоа Универзалната декларација за човекови права. 2 години подоцна Европа ја донесе Европската конвенција за човековите права. Универзалната декларација за човекови права, почитувани господа, е нешто што ги осигура принципите на живот, ги осигура основните човекови права на сите живи суштества на планетата Земја, во свет кој беше распаднат од војна, од една страшна војна, гарантирајќи дека сите се раѓаат еднакви, со достоинство и со права, без оглед на нивните разлики. Меѓу другото, во членот 19 од Универзалната декларација за човекови права прецизно е статуирано дека секој има право на слобода на мислење и изразување, што го опфаќа и правото да не биде вознемируван за своето мислење, како и правото да бара, прими и шири информации и идеи со било кои средства и без оглед на границите. Европскиот суд слободата на изразување ја оценува како еден од основните темели на демократското општество. Еден од основните услови за негово напредување и за само исполнување на секое лице. Значајно е да се напомене дека правото на слобода на изразување е моќна алатка која може да биде злоупотребена и истовремено искористена да поттикне насилство, да се шири омраза или да се наштети индивидуалната приватност и безбедност. Но слободата на изразување, господа, не е ништо друго, освен нешто што е цивилизацијска придобивка денес. Меѓутоа, слободата на изразување не екзистира само од втората половина на 20 век. Има корени многу одавна. Грчкиот драматург Еврипид ќе каже дека роб е секој кој се плаши да го изрази своето мислење. Според тоа, во современи услови може да се констатира дека одлуката дали некој ќе биде роб е исклучиво него. В услови кога универзитетите не мирисаат на наука, а ние со задоволство се одлепивме од вредностите, уцената доаѓа на сцената и го парализира слободното општество. Посебно изненадува фактот што брие од заседнати млади девојки и дечки, што како привезоци се шетаат со тие што промовираат бадијалџиство, неморал и разбрат. Не зборувај за ова. Не е пристојно она. Ти знаеш кој сум јас? Не пишувај така на Facebook, ти ќе те казнат на работа. Немој да се задеваш со него, има врски со власта е. Не дај Боже да си го критикувал него, оти тешко тебе. Живееме во технолошки најнапредното општество во историјата на човештвото, а ние сме де факто целосно сузбинени. Немаме слободна мисла, немаме интереси, и што е најлошо, го губиме интересот за живот. Видете каде се наоѓа мојата генерација. Вие очекувате лидери кои ќе водат држави. Ние не можеме да се договориме што да јадиме, а и за тоа ни направи апликација. Веќе нема потреба да се размислува. Ставот е напишан. Ние само треба да го прочитаме и да го следиме. Но ништо не е случајно. Принудени сме да бидеме такви. Залепени за телефоните, ги вртиме истите неколку медиуми и социјални мрежи, на кои бараме некаква валидација. Пар лајкови да ни го повелат крепкото его, но не достигне само до веба. А таму, на истите тие мрежи, следиме неадекватни инфлуенсери, кои даваат банални мисли на тема за која немаат капацитет, а камоли плитко разбирање да ја коментираат. Следиме наркомани и мафијаши, кои глумат интелектуалци со нивните ниски финти и духовите одговори. Владени од олигархиски компании, кои не можат да си го проценат капиталот, ги принудуваат истите тие инфлуенсери
да се облекуваат и да зборуваат правилно, да го имаат правилниот став, да бидат некоја фиктивно совршена личност. Без разлика дали ставот е политички, општествен или етички, тие се секогаш тука, борци во првите редови против слободната мисла. Јавни обвинувања, уништување на морал, булинг, се ќе направат само да се стиши револта. Па така, кога некој од нас ќе проба да се отстрани од стадото, ќе биде маркиран како црна овца, демонизиран и јавно распнат, за сите да гледаат и да ја слушаат тивката порака. Не ни се противи, зашто ти ќе бидеш следен. На сличен начин, светските национални телевизии станаа корпорации, кои по потрага под поскапа реклама си го изгубија достоинството. И истите празни турски серии ни се вртат на секој канал. Новинарите станаа гласници на веќе напишаното, но не ги обвинувајте нив. Не се трча маратон со брзани нозе. Нивната работа бара слобода, која уредниците не смеат да им ја дадат, за да не си ги навредат газдите. Купените медиуми се токму тоа. Купени, продадени за пари. А што меднаш те купиле, значи ефтино се продаваше. Затоа вреди да се подсетиме. Слобода на изразување, по дефиниција, е право на изразување на идеи и мислење, без страх од казна или одмазда. Тоа значи дека јас, како поединец, имам право да говорам на било која тема и со било каков тоналитет, без страх дека моите зборови ќе ми наштетат мене или на мојата фамилија. Па кажете ми каква е таа слобода? Кога директори на училишта си ги заклучуваа учениците за да не маршираат за пачање. 63 жртви, а ние си играме дневна политика. Не ли е срамотно? Не мрзневме на площад за мода. Мрзневме затоа што нешто овде е трудо и ни смета. Разликата меѓу Пулс и Калипсо или Станица е само игра на среќа. Нив им се падна паричка. Истото можевме ние да го доживееме. И после, што ако беа наши деца? Ќе заклучувавме врати или во прв ред ќе се редевме со урамени слики. Но ние сме неуморни борци и се бориме за сите. Се бориме и за децата на директорите на РЕК Битола, кои го дишат истиот отровен џар, како и сите ние. Дури и за тие кои јавно не ругаат и со цовки се обраќаат. Медицински центар немаше вага за да си ги измери бебињата. Сериозна државна институција да си дозволи да нема вага кога двете им ги купивме за 40 евра. Основен алат за вршење дејност го сметаат како луксус. А нели здравството беше човеково право? Нека не ве буни, не е само Македонија. Исти проблеми има насекаде. Само гледате што се случува на запад. Чарли Кърк го убија на студентски кампус сред бел ден. Тој не беше насилник нити убиец. Човекот едноставно отвори табу тема. Така им згасна животот. Во Мексико имало 34 атентати на граѓани со аспирации за председател. Тоа не се 34 проби за атентат. Тоа се 34 убиства на идни лидери. Сега кажете ми, тоа е таа слобода без одмазда? Зар тоа е одговорност противното мислење? Зар се уште сме барбари? Ние мора да разбереме дека немаме друг избор, освен борба против цензурата. Ништо во овој живот не е бесплатно. Се мора да се заслужи, па дури и среќата. И ако вие, како и јас, ја цените вашата среќа, го цените вашиот живот и животот на идните генерации, тогаш мора да се активираме денес, вечера, сега. Нашите предци, прабаби и прадедовци, се бореле да ги добијаат тие човекови права кои ни следуваат сите нам денес. Овде сме за да зборуваме за основата. Слобода на изразување. Но денес не сакам да зборувам само за правото запишано на хартија. Сакам да зборувам за слободата што ја живееме или не ја живееме секој ден. Колку вреди еден збор што е забранет? Еден збор
збор што е пречкртан. Еден збор што е цензуриран. Каменот тежи на своето, на татковината, на Македонија, земја на убавини, но и земја на неискажани вистини. На многу вистини и невидливи ѕидови. Ѕидови на цензура и самоцензура. Слобода на изразување без цензура и ограничување. Звучи убаво, како светла, нереална бајка. Но дали на вистина сме слободни да кажеме што мислиме, без страх од последици? Еве да ме прашам, зошто еден млад образован човек се одлучува да не зборува за проблемот со партиските вработувања, например? Затоа што знае дека ако не е наш, нема работа. Затоа што знае дека ако не молчи, нема да напредува. Молчи ако сакаш да успееш. Тоа е отворена цензура на иднината. Или е, да зборуваме за врските. Не оние романтичните. Туку оние кои се влечат низ системот како бескраен, леплив конец. Овие врски немаат крај. И ги гасат или палат проблемите, за жал најчесто предоцни. Морници ме лазат кога ќе помислам на Кочани. И луѓето беа гласни, бараа одговорност. Но колку од тие гласови завршија некаде? Тој беше во Бога и Бог беше зборот. Тоа е еден од најзначајните цитати од Евангелието по Јован, но тоа не е само обичен цитат од пророкот, не. Туку и повик, молба, крик до сите нас да се потпреме на зборот, бидејќи само тој, како единствено светло, необземено од темнината околу него, стои како светилник, како вистина. Ние луѓето сме единствените суштества на оваа планета, кои имат привилегијата да го користат говорот. Тоа е главната карактеристика по која ние се разликуваме од останатите живи суштества на оваа планета. Зборот е вистинско чудо. Тој е алатка за меѓусебно разбирање, начин да ги искажеме нашите чувства, потреби, да се побуниме против нештата кои ни пречат, па заедно да ги надминеме, или најноставно. Зборот е тука за да не сближи, соедини, направи посреќни и посилни. Но дали е секој така? Дали се согласувате дека зборот може да биде многу убаво нешто? Колкаво задоволство има во тоа да ги изговориш или пак да ги чуеш зборовите? Те сакам, те молам, прости ми. Со искрен збор можеш да промениш нечи живот од корен. Па и не е напразно кажано дека убавиот збор железни врати отвори.